Почитувани, 30 прашања за Мила Царовска и ги поставуваме пред влада, новото место за дипломираниот социолог, вице-премиер за економски прашања. Мила Царовска, се обидовте ли со семејството пристојно да преживеете еден месец со 17.000 денари? Зошто не беа преземени превентивни мерки за да нема тепање на деца од лиценцирани дадилки? Мила Царовска, што може да се купи со 36 денари по висока пензија? Како се добива тендер од 1 милион денари? Чие искуство од Европа е минималната плата да е над половина од просечната плата? Колку случаи на враќање на плата кај газдата констатираше трудовиот инспекторат или не сте слушнале за таа епидемија? Колку даватели на услуги се вработени последните 2 години, а не се лиценцирани и земаат иста плата како и лиценцираните? Колку од 43 градинки за кои што се фалевте дека се отворени, се во функција и колку деца згрижуваат? Колку и во кои јавни установи за деца низ Македонија се вработени специјални едукатори и социјални работници во рамки на инклузијата на деца од ранливите категории во предучилишното образование? Мила Царовска, колку социјални станови изградивте и колку социјални семејства се вселени во нив? Што планиравте со имотот на јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола и колку месечно чини неговото одржување? Мила Царовска, зошто ви ги нема или не ви функционираат дневните центри за деца на улица? Како експерт од повеќе области, на кој начин се подобрува слухот по 65 годишна старост, па се укинува додатокот за глувост? Каде и во какви услови се врши оценка на работната способност? Дали воопшто е направена контрола? Дали се почитуваат правилата при вработување на лица со попреченост, за што има сериозни поплаки? Колку лица извлековте од сиромаштија последните 3 години? Мила Царовска, на своето дете сте родител 1, Б, А или 2? Што ви е поголем предизвик наутро? Социолог, а вице-премиер за економски прашања или диригирање проблеми во Министерството за труд и социјална политика преку заменичката министерка? Кој е поубав? Новиот пензионерски дом во Радовиш или новиот во Чаир? Или нема ништо од двата ветени? Мила Царовска, зошто не успеавте да воведете семеен социјален работник? Може ли да се добие социјална дебитна картичка? До каде стигнавте со 50% зголемен опфат на деца со предучилишно образование? Зошто не воведовте специјален едукатор, дефектолог, логопед во секоја градинка и училиште каде што има деца со попреченост? Креиравте ли државен фонд за исплата на законска издршка на деца? Кога планиравте да отворите центри за ран детски развој? Колку тежат договорите за закуп што ги склучи со физички лица за деинституционализација и каде ќе одат штитениците по завршување на закупот? Што содржи стратегијата за интеграција на бегалци и странци и дали е усвоена од владата? Дали се злоупотребени средствата од ИОМ наменети за бегалци и мигранти за времени објекти во Визбегово, кои што се користат за вдомување на бездомници? Знаете ли што се случи со вашата пријава за пензискиот фонд или ве опоменаа дека го чепкавте коалициониот капацитет? Мила Царовска, дали знаете дека со снимање партиски спотови во владини објекти го кршите законот? Почитувани, ете тоа беа 30 прашања од милионите проблеми во секторот кој што го водеше до вчера Мила Царовска, а за кој што знаеме дека нема одговори, а треба и ќе понесе одговорност по 12 април. Ви благодарам.